Последниот ден од претседателската кампања, кандидатот за пратеник од ВМРО ДПМН Емилија Левков на пресконференција информираше дека ноќеска непознати сторители му ја разбиле пратеничката канцеларија. За жал, денеска на последниот ден од претседателската кампања сакам да и соопштам на јавноста дека во Кочани беше провалнички разбиена канцеларијата за средба со граѓани на пратеникот канцеларија која што е собственост и ја основа и ја отвора во градовите собранието на Република Македонија. Затоа денеска овде пред полициската станица во Кочани сакам да упатам едно прашање до техничкиот премиер, до техничката влада, вклучително и до нивниот представник кој што е денеска овде во ОВР Кочани Бој Мацалиев. Какво е нивното чувство со тоа што не дозволија да се направи ниту една промена на кадарот во ОВР Кочани? Дали на тој начин се обидуваат да го саботираат основната улога која што има техничката влада, а тоа е обезбедување на фер и демократски услови за спроведување на избори во Република Македонија? Дали провалувањето на канцеларијата на пратеникот, напад врз институциите во Кочани е начинот на кој што техничката влада, па и нивниот представник Бој Мацалиев ги обезбедува условите? Дали се тоа условите кои што се обезбедуваат овде во Кочани? Дали со тоа што техничката влада која што единствена улога, како што реков, е да обезбеди фер и демократски предуслови за спроведување на избори, ги спречи кадровските промени овде во Кочани и тоа што Бој Мацалиев не дозволи со неговиот врзан потпис да се направат кадровски измени, беше токму со оваа цел, а тоа во Кочани да дивее разбојништвото, во Кочани да дивеат провалниците, во Кочани да се сее страв пред почетокот на изборите. Меѓутоа, овде сме да ја порачаме токму на премиерот на техничката влада, токму на нивниот представник Бој Мацалиев, кој што денеска е во Кочани, веднаш да се зафатат да ги откријат сторителите, да излезат пред лицето на јавноста, пред лицето на правдата и да ја порачаме дека никој повеќе не и се плаши, доаѓа време на пат на оваа ненародна влада. Ваквите методи, со закани, со провалништва, со внесување на несигурност кај граѓаните, се минато и конечно завршуваат со денот на гласање за претседателски и со вториот круг, односно со денот за гласање на парламентарни избори. Овие методи повеќе не ви поминуваат.